Деновиве излезе од печат второто дополнето издание на книгата насловена "Колку да се рече" од кавадарчанецот Васил Мукаетов. Во неа се содржани записи од општествени прилики, литературни објави, критички фрагменти. Во ова второ дополнето издание ги приложив записите и избиднувањата околу нас во тековното секојдневие, изнесувани во јавните гласила, како реакција на општествените односи и нашата реалност. Овој пат со повеќе простор за присуство во литературата, книгите поезија за најмладите читатели, вели Мукаетов. Покрај литературата за деца, што е моја определба во зоната на книжевноста, на литературата, јас направив еден дел малку поголеми записи, малку публицистика. Ова книга што ја представувам ова вечер се вика "Колку да се рече", а со дополнително објаснување, општество видувања, литература објави, одгласи, критики. Што сакам да кажам? Сакам да кажам да одредени состојби, она што ги носи денешницата, што ги носи нашата општествена реалност, јас имав одредени реагирања во смисла на тоа да се даде граѓански, демократски, скромен допринос кон нешто да подобриме во нашиот систем, во нашето живење, во нашата општествено-политичка реалност. Тоа е еден дел што беше печатен во повеќе наши дневни весници, пред се слободен печат, Утришки весник, Форум, и тие изданија има интересен одглас од читателите, јас затоа и бев мотивиран да продолжам. Во секој случај, во оваа книга ќе се со посебно внимание сакам да има трага и да останат одредени записи кои се однесуваат, се разбере пред се нас, за нас, во нас, нашиот град. И во областа на стопанство, развивување и работив на односи со јавност. Имам можност да ги запишам многу изјави, многу средби во Кавадарци, кога дојде половина југословенска влада со Анте Марковиќ. Сметам дека тие изворни материјали можам да ги презентирам, какви што ги беа и случаја, да си останат како една печатена трага. И да не говорам понатаму, ќе се види во самата книга, станува збор за наши културни институции, за разговори со наши стопанственици, посебно за некои сегменти и премрежија и развојот и успесите што се возени за фени, за Тиквеш, за Тиквешкиот Розобер, за литературата, односно за книгите што беа печатени во нашата општина, за манастирот, потоа Полошкиот манастир, мислам, потоа за музејот и идеите за лозарството и така натаму, се оно што е наша реалност. И конечно овдека во овој комплекс на материјали сметам да ги поместам и некои разговори, интервјуа што јас ги водев со повеќе новинери во врска со литературата за деца и моето творештво за деца, посебно. Исто така ги собрав и ги приклучив, тоа се преку 16 критичари од нашата република, почнувајќи од Лигор Поповски, доајенот на македонската литература за деца, кој ми даде 2-3 критики, лично напишани, до Весна Мојсова Чепишинска, професор доктор на филошки факултет, која пишуваше исто така, одгласите во нашите литературни списанија, синтези, бранувања, стожер. Има тука и обид со неколку фотографии да се остави малку и трага од тие средби што се случува, а кои мислам дека беше ставен доданство Кавадарци, нашите други функционери, културни дејци. Да не раскажувам, зборот ми беше во оваа куса прилика да кажам неколку збора заедно со моите пријатели кои ова вечер ќе кажат нешто за книгата повеќе. Се надевам дека таа ќе биде наскоро и се треба да биде во книжарските витрини. Конечно мислам дека да ги заблагодарам, не е тоа прва соработка со нашата библиотека Феткин. Ние до сега издадовме 4 книги и то добро прифатени книги поезија за деца. Ево ова сега оди исто така и сакам сосема намерно овој дел и овие 260 страници материјали колку ќе останат во нашиот музеј, во библиотеката и меѓу нас овде во Кавадарци и во пошироката јавност со која соработуваме, која
се интересира за публицистика, литература, ali има смисла да оставиме трага од нашето обштествено битишување одека. Ќе повторам уште еднаш, јас знам дека Кавадарци има традиција, ние имаме во нашата библиотека преко 300 и повеќе наслови родно крајна, катче на роднокрајните писатели, како што вели. Тоа ми прави чест и еве ќе завршам со поздрав до сите мои читатели, пријатели. Многу ми е жал што тоа мора да се врави така, како се сега диктира времето, но во секој случај убеден сум дека средбата со овие страници што јас ги нудам, ќе биде средба на луѓе кои се познаваат, средба на луѓе кои си го сакаат својот град и средба на луѓе кои со секој убеден сум на тоа, дел од своето слободно време го посветил дали на фудбалот, дали на литературата, дали во општествено-корисни организации. Нема кавадарчанец кој нешто не допринес плюс за својот град. Ете, јас се надевам дека така ќе биде примена и оваа книга. Неодамна во рамки на одбележувањето на 100 години од активноста на Цепенков, од печат излегува и запишаните творби на Мукаетов, книгите Згода до згода, Заграб бистра вода, стихувани народни гатанки, сказни, пејови приказни, стихувани поговорки, што е, што не е и 50 стихувани приказни.